Одморете се малку од многуте активности и слушнете коментар за животот од доктор Харолд Сала. За поединецот кој верувал дека неговото давање е строго приватно прашање, само помеѓу Бог и него самиот, многу од она што Исус го кажал кога бил на земјата, сигурно било прилично вознемирувачко. Авторот Ренди Алкорн вели дека околу 15% од сето она што го кажал Исус има врска со нашиот имот и она што правиме со него. Зошто она што Исус го кажал било толку вознемирувачко за луѓето? Тој постојано ги поттикнувал луѓето да не даваат пари за него лично, туку да им даваат на сиромашните и оние во потреба, а со тоа ќе имаат богатство на небото. Размислете за некој од овие изјави. На човекот кој бил идентификуван како богат млад владетел, тој му рече: едно ти недостасува. Оди, продај се што имаш и раздај им го на сиромасите, па ќе имаш богатство на небото. Марко, 10 глава, 21 стих. Заборавете го мудрото инвестирање за да можете да давате повеќе или доволното штедење за да донирате во локалниот универзитет. Исус учеше дека постои поврзаност помеѓу тоа да се дава, она што го имаме, и богатството на небото. Или во кое време Исус ја наблюдувал сиромашната вдовица која ставила 2 мали бакарни парички во кутијата во храмот. Вистина ви велам, рече тој, оваа сиромашна вдовица дала повеќе од сите, мислејќи на постојаниот проток на поединци кои придонесуваа, очекувајќи пофалби за нивната великодушност. Во една друга прилика, тој зборуваше за еден човек кој очигледно бил добар менаџер на бизнисот, кој ги срушил своите амбари за да изгради поголеми, и зборувал за него како будала, бидејќи тој човек не сватил дека оно што го натрупал било единствено нешто кое ќе му остане по смртта, оставајќи го духовно осиромашен. Исус поучувал дека колку повеќе даруваме, толку повеќе ќе имаме во небесната валута, и тоа никогаш не може да биде земено од нас. Со голема мудрост која не доаѓа од овој свет, тој рече дека колку повеќе даваме, толку поголема ќе биде лопатата или мерката на она што Бог ни го дава назад, бидејќи Бог не должи никому. Еве го текстот. Давајте, и ќе ви се даде. Добра мерка, набиена, протресена, преполнета, ќе ви биде дадена во скутот, затоа што со каква мера мерите, со таква ќе ви се одмери. Лука, 6 глава, 38 стих. Исус зборувал само метафорички, вели личноста која никогаш не ја искусила чудната математика на ослободување од она што ја има најголемата власт врз нашите животи, нашето богатство. Во една друга прилика, Исус им зборуваше со топлина и блискост на учениците и рече: не плаши се, мало стадо, затоа што вашиот татко со радост реши да ви го даде царството. Продајте го својот имот и дајте го како милостина. Направете си торби што не излитуваат, неисцрпно богатство на небесата, каде крадец не се приближува, ниту молец не изедува. Лука, 12 глава, 32 и 33 стих. Зборувајќи за стадото и царството во истата реченица, се мешаат метафори, но тој чија мисија беше да им покаже на изгубените овци како да се вратат во царството на таткото, можеше да зборува на ваков начин. Стадото, се разбира, представуваше слика на овци кои имаат потреба од пастир, и тој упати на тоа дека е добар пастир кој го познава гласот на своите овци. А царството, се разбира, упатуваше на тоа дека постои цар кој може да им даде на жителите на царството што и да избере. Но постои поврзаност помеѓу предавањето на она што повеќето луѓе во светот го негуваат најмногу. Нивното богатство и нивната сигурност, и тоа да се биде богат со радост и благослов во царството на таткото. Нашиот став кон парите зборува многу за нашето вистинско богатство, не за лихите имениците што ги имаме, или целосната заработка, туку тоа дали сме слободни несебично и великодушно да даваме за да бидеме богати во Божјото царство. Што току го слушнавте, доктор Харолд Сала, во овој коментар за животот.